И сега вие на локални избори излагате, кај што треба да се збори за бекатон, тревници, дрвца, фонтани, фасади, дупови, тротоари, улички, кенефи, канализации, водоводи. И наместо да зборите за ова, вие зборите за судот, ќе го менјаме судска ова. Па ова го зборевте 7 години. 7 години го зборевте. И доевте на власт 2 години и ништо не направите. Панче е трета. И сега пак, најдоброто допрва до агело. Ако денот по утрото се познава, најдоброто тешко нас. Ама што мислите вие дека сега, што, луѓево што? Ама нели земјоделците биле обесправени? Крави имало под политички прогон. Сега за земјоделците се префрлам, пошто ми текна на тоа 2 години сте на власт, сега вие тек чеке се локалните, а ќе видите после локалните. Па исто беше и после 8. Ќе видите после 8 мај. Шо после 8 мај? Шо бидна после 8 мај? Ништо, катастрофа. Овој ќе го апсиме, тој ќе одговара. Вака ќе биде, така ќе биде. Шо направите? Никого не чепкате, си терате бизнис, окей. И само идете јадете бубрези. А срамота бе, срамота. И барате гласови, доверба барате. Како доверба? Како да ви верува некој сега после 2 години лом направите. На ниедно ветување не останав. 500 милиона инвестиравме во општини. Кај се тие 500 милиона инвестирани во општини? Па со 500 милиона по општините вие знаете што значат пола милиарда евра непосредни инвестиции во проекти за општините, комунални проекти. Париске беше, цела Македонија. Па пола милиарда се пари бе. Кај се тоа инвестирани пола милиарда? Кај видо, дали луѓето, дали граѓаните на општините почувствуваат дека се инвестирани пола милиарда евра во нивната општина? Ама не знаете, ние 26 милиона за 27-28 ќе... Па 27-28 ќе треба да ги враќаме парите. До 27-28 требаше да бидат реализирани тие пари. Значи ние земавме кредит и се у 28 ќе го враќаме кредитот со парите од кредитот. Од шуплје у празно, со 5 картички, од овдека извади таму сте, од таму извади таму сте, и покривај ги само. Парите си исти, пари нема. И после 2 години најдоброто добро доаѓа, жими све сега после избориве локални, ќе го менјаме судството. Што има врска локалните избори со судството? Каква врска има тоа? Не треба судија некој да дојде да ми прави тротоар. Обвинителот не носи дуб. Што не трагично. И Уставниот суд го имате. Уставниот суд е ваш. Господин председател на Уставен суд беше во кабинет на Ѓорги Иванов. И како тоа вие сега не ви чини? А 2 години сте? Сега после локалните, стварно.